македонски, за какви идеи си ти? Дал го разбираш светов како поле за културен надпревар меѓу народите? Или го разбираш како гајда или кавал? Или како дудук? Како тебе, народе? Сашо, зошто си го нарекуваш народот дудук? Па не е коректно еден водител да го навредува својот народ, не е коректно, но понекогаш е неопходно. Народ што дозволил на секој 30 метри да има казино, кладилница или продавница за пари во својата држава, а да нема фабрики, е дудук народ. Народ што дозволува годишно да му се исцицаат милиарда евра од коцкарниците, кладилниците и продавниците за пари, не е дудук, ами дудук пар екселанс. Ако на тоа се додадат и преку 400 милиони евра пари од камати на банките, околу 300 милиони евра неплатени од извршители, јасно е дека јажето се стега околу вратот полекано здраво и прашање кога некој ќе го бутне столчето и ќе останеме да висиме ко колбаси. Еве вака да ве прашам, нели на се огледаме на американците како наши најголеми сојузници и пријатели? Нели? Па што мислите, дека американците се глупи кога дозволиле коцкање само во Лас Вегас и Атлантик Сити на 300 милиони народ? Глупи се. Па не може ли и тие да направат во секоја зграда казино и секоја сабајле наместо да одат на hard work, правец у казиното позади темни стакла. Влези у 7, излези у 5 поручек. И како што вели рекламата, кој игра, добива. Си дојдеш дома со добиеното, ама не кажуваш што добиваш. Дека добиваш еден така подолг. Па откако ќе ја потрошиш платата, следува заштедата, па кога ќе ја спичкаш заштедата, ги коцкаш парите од децата од мекици што ти се, нели, од родендени. Па кога и нив ќе ги прокоцкаш, се зајмиш кај пријатели, па кога ќе ги искоцкаш и тие пари, одиш право продавницата за пари за бескаматен кредит кој расте како квасец, и така се додека не ги продадеш колата, станот, златото од дома, не. Секој мора да учествува во таа златна милиарда, не се заебавате, греота се тие фирми. Па гледате дека постојано се закануваат дека ќе ги отпуштале тие 12.000 вработени, дека тие се приходна индустрија, дека се многу важни за стопанството. Да ви кажам нешто, вие сте важни само за себе, своите газди и ајдуциве на власта. Утре да ги отпуштат сите 12.000 вработени, ќе се вработат во КАМ и други маркети и ќе земаат повисока плата. Во нормални смени нема да имаат работа со криминалци и коцкари, туку ќе се заебаваат со киселото млеко, дали му е поминат рокот, или со пензионерите, онака дали нешто е поевтинато од денар или два. Поборувачката за работна сила во Македонија е огромна, а и вашата индустрија не е производствена ниту трговска. Вие не создавате вредност, кажано капиталистички, вие не сте ни услуга, немате ни производ. Вие не сте игри за забава, тоа се игриве на PlayStation. Вие сте коцкарници во кои луѓето што изгубиле надежта од власта и државата се надеваат на малку среќа, при тоа губејќи многу пари. Откако тоа ќе се случи, одат во продавницата за пари, да земат повторно пари со камата и да ги изгубат кај вас, губејќи онаа малку надеж што им преостанала. Ако кај вас се добиваше, вие немаше да работите, ќе затворевте, ама кај вас се губи, добива тука и тама некоја будала почетник, инаку како да објасниме онаа милиарда годишно што ви е официјална заработка. И тоа е еден магичен круг, коцкарници, кладилници, продавници за пари. И по некоја чорапара тука, сиротиња, што ситно да си купи 3 за 100 чорапи. Хајде сега да ве цитирам вас. Замислете дека сте татко и сабајле тргате пешки на училиште со своето дете по партизански, налетувате на коцкарница. Од неја излегуваат некои спиени типови, пеплосани во фаците, крв во очите, со празен поглед, туп. Демони излегуваат вака од нив. Демони! Со темни подочници во 7 часот, а малиот ваш ве прашува: татове, шо е ова, не сме учеле за ова на училиште? А ти му одговараш: видиш сине, ова од кај што излегуваат чичковците, едно прекрасно место каде што луѓето играат и добиваат пари. И се забавуваат, гледаш колку им е забавно, колку среќни излегува надвор, а тоа демоните вака овдека на рамења, вака им седат, вака.
А тогаш малиот ви вика, а чичковците тато добиле пари, сега ќе одат да ги однесат кај нивните деца. Нели, гледајќи ги чичковците како пребираат по джебовите за да најдат ситно за автобус, ти подголтнуваш и сега немаш што да му кажеш на син ти, му велиш: сине, ајде да ти купам еден бурек со месо наму, а тој: не сакам бе тато, таму не е убав, земи ми од бурек чилницата кај кладилницата. Чу ти викам, добре, барем бурекџијата останал до кладилницата. Аха, тикви шарени останал. Затворил ли тој бе? А од дуќанот го направиле продавница за пари. Дене, синко, ќе јадеш дури на ручек. Освен ако не сакаш пред да не викне мама на ручек, да пишеме по едно ливчеве Дзволе, Кецу, 2 твенте, 2 од 2, 3 плюс. Мислам, со тие парите што требаше бурек да купим, бурек и така нема, продавницава затворена. А, сине, идеме. Македонија и сообраќај, магаре и музика. Физкултура и некултура, селјачизам и алпинизам е страшно. Ке ми речат, Сашо, како може народот да го нарекуваш, нели, говеда? Не е народот. Кој ќе се препознае од народот е говедо. Сибирско говедо. У превод тешко говедо. Абе, говеда, дали сте нормални бе, по главни улици во Скопје да возите 150 на час, да се тркате, да дигате мотори на едно тркало бе. Па малку ли деца изгазивте на пешачки премини, на секоја раскрсница има по еден споменик на некој невино дете бе. Ако имате мало куре и сте фрустрирани и сакате да покажете моќ, одете бе на обиколница, тамо Ринг Роуд, па дигајте, додека не се утепате, додека не се забиете у некој зид. Веруете, сите што ве гледаат, ве колнат, ви псујат, мајка селјачка ви посакуваат да висите на бандера на некролог. Никој не вели и види го Мангупов како е кренал моторов. Умре тоа одамна. Прво, немате совест, второ, мислите дека ќе пројдете неказнети со нашево корумпирано судство, но не знаете дека по изливот на адреналин од неколку секунди ве чекаат години финансирање на адвокати и судии кои ќе ве сотрат затоа што ви поклониле 2 години затвор. А и тамо не се знае со кого ќе паднете у келија и каква ќе ви биде кофата за голема нужда. Ало бе, моторџи, тркачи со скупи аута, не се вози по патека за велосипедисти. Ало, велосипедисти, не се вози по тротар и сви во обратен смер. Цели сте наопаку бе, и овие со електричниве тротинети. Шиба по пешачка патека. За кој мој ти направија бе, ти на електричниот тротинет, ти направија велосипедска патека? За кој мој шибаш, кај што се сеа пешаци бе, деца мали тука? Удирате у деца, доаѓаат брзи помоши. Има некој нормален бе тоа да го санкционира. Да воведе ред кај тие со електрични тротинети што се. Да мора навечер да биде, нели, светла да му светат. Да не шибаат со слушалици уво бутнати. Ни гледа кај вози, ни слуша, знамо напред вака гледа. Некој дете од страна, ако му излета со тоа слушалица, нема да го види, бе, ќе помине преку него. И без кацика по тротари во обратен смер, па после паднал, му пукнала главата колубеница, удрил трудна жена со бебе, па само на 5 метри ти е твојата патека, бе, говедо едно. Ако не се грижи за другите, грижи се барем за себе, толку ли сте говеда се обратно да правите? И овие возачи, исто говеда. Не се паркира кај што ќе се стигне бе, на тротоари, на зелена површина, на патека за возачи. Има луѓе бе со посебни потреби, не може да стигнат до лекар заради вас што сте се паркирале тамо само за да завршите некоја работа. Денес 100 завршени работи од 100 селјачишта го блокираат целиот живот на луѓето во колички, на мајки со мали деца, на стари изнемоштени лица. Јебива, светот е ваш бе, го знаете министерот или швалерка му, блиски сте со премиерот, имате врски у сообраќајна полиција, или полицијата јаде на ваша сметка, на сметка од ваша фирма, ево те па, тоа е големо достигнување. Па вие сте бе вундеркинзи, колку што Заев е нели Нобеловец. Овие пешачки бе говеда исто.
Не се оди на по тротар цик-цак со слушалици уши да не може човек да ве помине бе. Не се цуп како боксер по велосипедска патека бе. Ало бе, баби, немате 20 години што фаќате раскрсница диагонално преку 4 ленти. И тинеџери бе, ало бе, не се бутка еден со друг додека поминувате улица кај што нема пешачки премини. Се буткаат еден со друг. Се влечат, сопки си прават, тука коли прајат. Абе, све е отидено, како да ви кажам, без контрола. Возачи бе, секое поминување на црвено светло е потенцијално убиство. Таксисти бе, секое сечење на полна линија се води како можност за двојно убиство. Секое претекнување на полна линија може да значи да убиете некој од спротивната насока што иде. Ве боли уво, ќе добиете условно на условно. Ама пак ви кажам, во следните 10 години на адвокатот и на судијата ќе им купите по еден стан за неколку секунди што сте се правеле фраери и што не сте ги почитувале основните правила во сообраќајот на улица, на ваван таму. И овие типки бе, говеда. Ако швалерот ви купил кола од 100, 150, 200 конски сили, не значи да се шминкате бе додека возите или да ставате кармино ретровизор, вози и става кармино ретровизор и вози. Скрола по Фейсбук и вози. Ќе видиш таква некоја ти иде од спротивна насока, бе, ужас ме фаќа. Ужас, ужас. Поише гледам мобилниот него напред што се случува на булеваров. И после ќе ударат некоја бабичка или не де Боже дете на пешачки. Затоа што јеби га била многу ниска, не ја виделе. Инаку ова е жива вистина како оправдување. Дека така се вадел на суд, многу била ниска бабава, не ја видов, јеби га. А што треба бе бабава да игра у НБА Лига Центар? Да биде као Јокич? За да може некој пуфли со Ренч Ровер да ја видат, пошто се они нели на високо седнати, со тоа карминото уставака и да може да ја види. Ниска бабава бе, многу ниска. Значи, сообраќајот не е надпревар, не е психијатрија, не е гран туризмо, сообраќајот е транспорт. Од транспортот сите треба да стигнат на дестинацијата безбедни, а не во болница или на гробишта. Ако веќе полицијата знае само да се намести да фаќа пијани и половината да ги пушта со врски после тоа, тогаш не ни преостанува ништо друго, тука да си го ставиме прстот вака на глава и да си кажеме дали сакаме да си го зебеме животот со непромислени одлуки. Дури кога ве фаќа еуфорија, истувајте себе на друго место бе. Да не стискај на папуча за газ. Најголемата грешка во сообраќајето е, само овој пат нема никој да ме види. Овој Марфиовиот закон вели вака: само тргни, ќе ти стане животот пекол. Ништо не е исто од како ќе згазите човек. Ништо. Фала многу, пријатно.